Почитувани гледачи, добар ден во најновото издание на емисијата Интерактив. Денеска ќе разговараме со првиот човек на општина Виница, со господинот Ивица Димитров. Добар ден и добро ни дојдовте во нашата емисија. Добар ден и поздрав до гледачите на МТ телевизија. Вие во Виница немате телевизија, па јас од тука ќе го поставам и моето прво прашање. Што значи една нова регионална телевизија, еве на пример како што сме ние, а телевизија која што опфаќа 12 општини во источниот регион на државата? Дали тоа значи дека ќе имате повеќе можности, повеќе шанси, она што се случува на територијата на Виница да може да биде познато и за пошироката јавност? Така е, во право сте, бидејќи во изминатите 15 години во нашата општина, во Виница, немаме медиум со кој што можеме проектите, не само јас како градоначалник, туку и претходните градоначалници и сите институции на ниво на општина Виница да покажат и да кажат што е сработено, што се работи и нормално граѓаните за да имаат можност, па делови од нашата работа да ја искритикуваат. Ова е исклучителна можност и добра работа со отварањето на оваа телевизија, која што гравитира и на територијата на нашата општина и можам да истакнам дека во последните неколку денови, тоест последниот месец, колку што знам дека оваа телевизија работи, се почесто и почесто јас ја гледам како медиумскиот простор, така и на социјалните мрежи, бидејќи гледам дека Мнет телевизија ја има доста застапена и на социјалните мрежи. Гледам бидејќи сум љубител на спортот, гледам дека надпреварите од втората македонска фудбалска лига Исток пренесуваат дел, па така да директно можеме да гледаме и спорт, можеме да гледаме и политика, можеме да гледаме и се она што е потребно на нашите граѓани, не само на Виница, туку и на пошироката јавност, тоест во сите 12 општини, што се случува во овој период и на кој начин се работи, што она што недостасува и нормално што оно што треба и ние како први луѓе на општините да подобриме и да работиме во интерес на граѓаните. Еве ќе се задржам на темава. Дали, например, во вашиот мандат размислувате на тоа дека и Виница како општина би требало да добие, нема да одам предалеку, локален медиум? Па добро, ние имаме локално радио, меѓутоа немаме телевизија. Со законот донесен 2004 година, значи предвидено е да не постојат веќе општински или државни медиуми, освен македонската радиотелевизија, така да до тогаш имаше и медиум телевизија Виница, имаше еден краток период и ТВ24 во Виница, меѓутоа сега немаме медиум. Зависи од нашите граѓани, зависи од љубителите на новинарството, зависи од бизнис секторот, дали некој ќе сака да вложи и да партиципира заедно со вас рамо до рамо во дело на медиумскиот простор на територија не само како што истакнав на нашата општина, како можеби регионално, а можеби и државно. Тоа зависи пред се од нашите граѓани. Се наоѓаме во време кога еден невидлив непријател го демне како целиот свет, така и нашата држава, конкретно и нашите општини во источниот регион. Вие бевте една од општините кои што преземаше мерки за заштита од коронавирусот. На пример, во градскиот парк беа затворени детските игралишта со цел најмалите и најмилите да ги спречеме за да не бидат заболени од COVID-19. Кои беа другите мерки кои што ги презема на ниво на општината за да се спречи ширењето на коронавирусот? Значи така е, ние редовно имаме состанок општинскиот кризен штаб, каде што пред се ги препораките кои што ги добиваме од страна на Комисијата за заразни болести на владата на Република Северна Македонија ги пременуваме, меѓутоа дополнителни мерки како општина повторно донасаме. Една таква одлука е затварањето на сите јавни детски игралишта, вклучително и најголемото тоа е во градскиот парк, се со цел за да не дојде до несакани последици пред се за здравјето на најмладите. Меѓутоа, редовно
редовно ги чистиме и дезинфицираме улиците во градот Виница и во населените места. Значи, сите установи кои што се под надлежност на општина Виница, како градинките, детските градинки, училиштата, институциите во општина Виница, значи редовно ги дезинфицираме. Даваме, помагаме на Црвениот крст, како и на волонтери кои што уште на почетокот на јавен повик од страна на општина Виница дадовме придонес за дел од нашите вработени да помагаат на стари изнемоштени лица со помош на купување на предсе на храна и лекови. Исто така помагаме заедно со јавното комунално претпријатие и против пожарната единица во Виница, максимален допринос во делот на дезинфекција на градските пазари, во делот на дезинфекција на сите установи како што се пошти, банки и се она што се наоѓа на наша територија. Ние помагаме со донирање на маски, помагаме со донирање на пакет храна на социјално загрозените семејства. Имаме некаде преку 250 пакети со храна помогнато, како и средства за дезинфекција и нормално целосно се она што е потребно за здравието на нашите граѓани, ние како општина ќе помагаме. Имавме донации до здравствениот дом во Виница, се со цел за да можат подобро и поефикасно да работат и здравствените работници кои што работат во здравствениот дом во Виница. И нормално секоја помош која што ја бараат граѓаните на нашата општина, ние ја излегуваме во пресрети и нормално дека и понатаму ќе продолжиме да помагаме се со цел оваа пандемија која што е пандемија на светско ниво, се стопира, па ќе видиме на кој начин, дали со вакцина или на друг начин, ние до тогаш мораме да функционираме на овој начин. Со оглед на тоа што дека пандемијата не зафати сите нас, нормално дека ја зафати општина Виница, можем да кажам дека околу 15 до 20% од буџетот кој што ни беше планиран во општина Виница, ние оваа година ќе завршиме со помал буџет. Меѓутоа, повторно ќе кажем, и со овој помал буџет, повторно сме задоволни, бидејќи голем дел од проектите кои што ги ветивме пред нашите граѓани и оваа година и минатите 2 години, каде што сум јас градоначалник, ги завршивме. Така, во една мала анкета низ град Виница забележавме дека граѓаните имаат позитивно мислење за вас. Кои се проектите кои што вие како градоначалник ги имате започнато или реализирано за време трајање на вашиот мандат и оние кои што веќе сте ги почнале, а не сте ги завршиле, докаде е нивната реализација? Па добро, пред се задоволство е да ги слушнеш своите граѓани од тоа дека се задоволни од работата на градоначалникот. Меѓутоа, не може да биде ни еден граѓанин задоволен, доколку градоначалникот и тимот околу него заедно со Советот на општината не работат во интерес на граѓаните. Ние секоја година, меѓу која и ова, распишуваме јавен повик до граѓаните да достават се она што е неопходно и потребно, потоа комисијата во општина Виница ги разгледува сите потреби на граѓаните и донесуваме годишна програма за работењето на општина Виница. Нормално дека и откако веднаш кога се кандидирав за градоначалник, имав и своја програма која што ја понудив на граѓаните и нормално сите овие две компоненти ги склопуваме и даваме можност да граѓаните одлучуваат дали да ги работиме сите оние неопходни проекти. Јас ќе кажам дека изминатата година, пошто сега имав при крајот на октомври отчет, октомври 2019 и октомври 2020 имаме реализирано 50 проекти. Ако се вратам назад од почетокот од 2017 кога станав градоначалник до ден денес, имаме реализирано 170 проекти на територија на општина Виница. Ќе кажам дека имаме асфалтирано повеќе од 45 километри асфалт ставено не само во градот Виница, туку и населените места. И можам да кажам дека градот Виница, со исклучок на делови од Ромското мало, каде што и таму асфалтиравме
градевме потпорни ѕидови, поставуваме бекатон плочки во градот Виница, во урбаниот дел, и да немаме неасфалтирана улица. Можеби сме единствена општина во државата. Ќе кажам дека изминатите 3 години асфалтиравме повеќе од 30 улици во цела општина Виница. Меѓутоа го асфалтиравме и патниот правец и проширивме од Виница према Делчево, село Бигла. Значи, исто така сега завршивме стариот пат Кочани Делчево, тоа е во местото Калиманци во нашата општина. Асфалтиравме 3400 метри, го асфалтиравме и реновиравме патот од Виница до село Јакимово, го проширивме и нов слој на асфалт доби и патот Виница Лески, со што се поврзуваме со соседната општина Зрновци, како и патот од Виница до село Градец го проширивме за 1 метро. Тоа е во делот на асфалтирањето, меѓутоа работевме и во другите делови. Имаме поставено повеќе од 3 километри нова канализациона мрежа и повеќе од 6 километри нова водоводна мрежа, со што ги сврливме старите азбести цевки и поставивме нови полиетиленски цевки во улиците во градот Виница и населените места. Работиме и на други инфраструктурни проекти, како што изградивме нова спортска сала во Основно училиште Славчо Стоеменски, ја реновиравме спортската сала Капетан Кирчо Димитриов, со што веќе е функционална, и тоа е една од поубавите сали во нашиот регион, каде што во 2006 година се одржуваше и ракометното првенство за жени, токму Виница беше еден од кодомакините. Сега можеме повторно да ја понудиме на спортската јавност. Исто така во делот на спортот ќе кажам дека го реновиравме и градскиот стадион, поставивме столчиња, соблекувалните, го обградивме целосно за да може фудбалскиот клуб Слога 1934 да се пребарува во втората фудбалска лига. Градиме детски игралишта, ги реновираме старите и се она што е неопходно. Исто така ќе кажам дека еве сега започнуваме со еден доста крупен проект, а тоа е проектот за поврзување на село Лески на Виничкиот водовод, со тоа што оваа инвестиција е вредна од 400.000 евра, каде што ќе го продолжиме и ќе го прошириме филтер станицата, ќе ја прошириме во Виница, се со цел за да не дојде до несакани последици, а тоа граѓаните да имаат проблем со водоснабдување. Направивме филтер станица во село Трстино, со што жителите во ова село веќе немаат проблем со водоснабдување, меѓутоа и со оваа филтер станица и 2 мали од село Драгообраште ги поврзавме. Во Грлани исто така направивме и делови од малите, како што се Трајановци, ги поврзавме со водоводна мрежа, така да со зафатот кој што го спомнав сега за поврзување на село Лески, веќе ќе нема проблем за водоснабдување во ни едно населено место во градот Виница, во општина Виница, како и во градот Виница. Тоа се дел само од проектите кои што ги реализиравме, меѓутоа еве почнуваме сега, распишуваме втор тендер за реконструкција на киносалата во Виница и мултифункционална за да биде, се со цел за да може да има и кино и театарски представи во киносалата. Реконструкцијата, проектот е вреден некаде околу 20 милиони денари, ќе видиме како ќе заврши тендерот. Донесовме на последниот совет на општина Виница детален урбанистички план, а тоа е за изградба на покриен градски пазар во градот Виница, со што се надевам дека во почетокот на 21 година ќе почнеме и со изградба на покриен градски пазар и така натаму и така натаму. Еве со помош на Министерството за транспорт и врски и Министерството труд и социјална политика за прв пат се работи на изградба на социјална зграда за 36 лица кои што ќе бидат сместени во оваа социјална зграда и нормално нека ние како општина ќе продолжиме и понатаму со донесување на нови детални планови, со проширување на генералниот план на општина Виница, се со цел за развој на оваа општина. Така, дали имате уште некои проекти кои што се уште не се започнати, а се во план да бидат започнати и еве да кажам завршени до крајот на вашиот мандат?
Па да, како што истакнав, еден од проектите кои што треба сега да почне, заврши тендерската постапка, тоа е на проширување на водоводната мрежа и поврзување на село Лески со Виничкиот водовод, а проект кој што треба да започне и да заврши до крајот на мојот мандат, тоест до ноември. Исто така киносалата ја спомнав, исто треба да заврши, не е почнат, треба да се започне покрај градски пазар и нормално промена на останатите улици кои што има 6 останати улици за промена на водоводната мрежа, со тоа што ќе завршиме градскиот дел и повеќе нема да има стари азбестни цевки, туку сите граѓани ќе имаат нови пластични или полиетиленски цевки, се со цел за да пијат по-чиста и поисправна вода за пиење. Работиме на канализациона мрежа, направивме проект за канализациона мрежа во село Липец. Еве сега во текот на следната недела ќе распишеме тендер за канализациона мрежа во село Трсино. Ќе ги прошируваме, ќе ги реновираме улиците во градот Виница и населените места и се она што е неопходно за граѓаните на општина Виница, ние ќе работиме и понатаму. Дали вашата општина доби веќе брзи ковид тестови и како здравствените установи се справуваат со корона пандемијата? Дали веќе можете на граѓаните да им ги понудите, да им ги понудат тие брзи ковид тестови, бидејќи скоро беше излегло нели фалсификување на брзи ковид тестови од страна на винички граѓани во тој дел? Ба добро, значи ова е тема која што пред се може да одговори здравствените работници, меѓутоа ние како општина, значи тестовите ги правиме во Центарот за јавно здравје во Кочани, бидејќи Кочани го покрива целиот овој регион, Виница, Кочани, Берово и Делчево. Исто така имаме приватни лаборатории кои што работат во делот на тестови за ковид. Брзите тестови, колку што имам јас информации, се моментално се работа само во Скопје, така да се надевам дека ќе стигнат и во Центарот за јавно здравје Кочани и нашите граѓани ќе можат на најбрз начин да се тестираат и да видат дали се позитивни или не. Што се однесува до другата тема, тоа е тема која што треба да ви одговори Министерство за внатрешни работи. Јас видов на неколку портали дека има некоја акција која што ја води Министерство за внатрешни работи и повеќе информации немам во тој дел, така да тоа ќе се обратите до Министерството за внатрешни работи се со цел да добиете подетални информации. Така. Дали сите болни од ковид одат во Кочани или другите установи, дали вие, мислам во Виница, еве конкретно, може да бидат задржани лекувани лицата болни од ковид? Дали имате центар? Ние имаме здравствен дом во Виница на состаноците на кризниот штаб, разговараме и доаѓа и директорот и разговараме честопати за тоа. Има припремено, доколку дојде до масовно заболување на граѓаните, има припремено остана некоја соба, меѓутоа можам да кажам дека нашите граѓани ги препраќаат, оние кои што имаат поголеми симптоми, ги препраќаат во Штип и во Скопје. Така да сега за сега граѓаните ги упатуваат таму на лекување, меѓутоа со оние со благи симптоми нормално остануваат дома во изолација и за делот не само за нив, туку и за сите луѓе кои што имале контакт со нив се грижи и Министерство за внатрешни работи. Така, ви благодарам. Почитувани гледачи, јас овде ќе го завршам денешното издание на емисијата Интерактив. Се надевам дека го задржавме вашето внимание пред малите екрани и се гледаме во некоја следна прилика. До тогаш, довидување.